Дами и господа, добро додовте во оброкот на денот, кој што денеска го посветивме пред големиот христијански празник Великден на ова величествено јајце, односно генерално на јајцето. И нормално денеска со мојата прекрасна гостинка Татјана, добро ни дојде. Добро ве најдов. Ке зборуваме за нутритивната вредност на јајцето, што да подготвите од јајцата, како да ги искористите после празниците, колку смеете да ги јадете, се поврзано за јајцата и верувам дека ќе биде интересен разговорот. Ќе подготвиме два намази од јајце. Рековме за оние кои што нема да знаат што да им прават, нели, на јајцата, а тоа да не биде секогаш мемоза, салата, него во некој друг начин и се разбира што значи конзумирањето на јајце. Колку можете да конзумирате, посебно сега пред празников, нели? Колку е добро, добрите, лошите страни и така натаму. Добро ни дојде. Добро ве најдов. Драго ми е што повторно се гледаме во кујната. Така е, секогаш ми е драго кога си дел од утринската, затоа што знам дека ќе добијат нашите гледачи точни совети и проверени информации, сигурни информации пред се, нели, и нели добра идеја за убав оброк. Секако, така. Па кај да ќе се соочиме со полни корпи скршени јајца. Така е. Така Посебно ние кои што имаме мали дечиња дома, кршат, фрла, го става на страна, нели? Така викаме народски фрла и нели па не ни можат да ги сконзумираат сите тие што ќе се скршат. Но верувам дека сите ние сакаме на различен начин сето тоа што не станува од скршените јајца да го употребиме и да го исконзумираме и искористиме. Првенствено за јајца, ајде, за нутритивните вредности, колку е корисно. Не случајно влегува во онаа категорија на суперхрана, или уште би кажале дека според неговите специфични својства, значи има сите својства кои што ги има јајцето се специфични само за него. Нема ни една друга храна која што ги има по состав сите витамини, аминокиселини, протеини и така натаму. Всушност што е јајцето? Јајцето дава живот. Значи за да се создаде живот од тоа јајце, мора да ги содржи сите потребни материи. Поради тоа е добро и за консумација во човековата исхрана. Значи, што би кажала за јајцето? За јајцето велиме и дека е една од оние ретки мултивитамински храни. Зашто? Затоа што изобилува со витамини кои што во другите намирници можеби нема да ги најдеме. Што све содржи јајцето? Па да кажеме доволно витамин А од дневната препорачана доза, витамините Б, особено витаминот Б5 кој што учествува во хормоналните процеси, витаминот Б12, борецот против анемијата, па дури и селенот е во доста добра количина содржан, кој што е препорачен за популацијата која што има проблеми со хипотироидеата, односно помалку лачење на тироксин. Исто така содржи доволни количини на витамин Д, витамините од Б групата и ќе напоменам едно соединение кое што се вели холин. Холинот, значи, вообичаено го сметаат како витамин Б4, односно влегува во групата на Б витамини, меѓутоа е многу неопходен за човековиот предсе мозок. Значи, учествува во многу биохемиски процеси во организмот, меѓутоа, особено за работата на мозокот е особено значаен. И сега веќе кај постарата популација, кога доаѓа до нарушување на одредени клетки, потребна е негова суплементација. Па ете е еден идеален извор од храна, каде може ние да го добиеме тој холин. Сега би направила компарација, тука имаме јајце кое што сите го имаме на трпезите, кокошиото јајце, меѓутоа се повеќе е атрактивно и на јајце од подполошка, оние мали интересни препелици. Значи тие исто се интересни за дечињата сега периодов, нели, кога ќе ги шареме, дека се малечки. Корисни се за конзумирање, но треба да се припази веројатно. Значи составот е идентичен како јајцето од кокошка, меѓутоа би напоменала дека содржи многу повеќе холин, односно од дневната препорачана доза, јајцето од подполошка може да ни овозможи 48%. Значи од дневната потреба која што ја имаме. Додека содржи и 20% повеќе железо отколку што содржи обичното јајце. Тука е предноста. Иначе целиот друг состав, протеинскиот состав, витаминот Б12 и така натаму, све се идентични како и во другото јајце. Добро, треба ли да внимаваме на внес? Треба. Да ги разграничиме група деца, група, нели, така, кој треба да внимава, повозрастни. Кој треба да внимава? Колку може да конзумира?
вообичаено нема некои научни студии кои што ограничуваат некој посебен внес на јајцата. Обично препорачана доза велиме дека е од 2 до 3 јајца дневно. Во зависност сега ако спортувате, особено ова е храна позната кај билдерите и така натаму, они на еден оброк јадат многу повеќе јајца. Па некои табла. Па Ама да. жолчката ја сврлат. Жолчката изфрлат, меѓутоа разговаравме минатиот пат колку може нашиот организам протеини да преработи. Така. Значи да не претеруваме и со протеините. Протеинот точно е една градива единица која што не смееме да избегнуваме од исхраната. Постојано треба да ни биде дел од оброците, заради тоа нели процентуално ние пресметуваме колку протеини, колку јаглехидрати, колку масти. Меѓутоа не треба да се претерува со протеините. Така. Добро. Имаме ограничувања, само да го завршиме тој дел. Деца, возрастни. Така, значи треба да се внимава кај дечињата, кај популација со дијабет и кај популација која што има семејна хипергликемија. Значи наследно кои што носат некои гени во себе, кои што наследно имаат покачен холестерол. Тие треба да внимаваат. Добро. Иначе во главном другите нема проблем. 2 до 3 па и до 5 јајца не е грешка во текот на денот да се консумира. Да. Добро. Па да почнеме со рецептот, па ние ќе си зборуваме. Така, денеска предлагам 2 рецепти како можеме великденските јајца да ги искористиме. Едниот рецепт ние велиме дека е намаз од жолчки. Зашто од жолчки? Затоа што доминираат жолчките. Во овој случај, значи, ќе искористам 2 цели јајца. Само малку за полесно да можам да ги... Значи, 2 цели јајца и 2 жолчки. Велиме 4 до 5 жолчки. Според мене доволно се 4 жолчки. Сега ќе морам да ги одвоем. Белката ќе искористиме за декорација. Ете така. За овој намаз ни е потребно сенф, една лажица, лажица и пол, во зависност ќе видиме сега како ќе се соединат состојките. Имаме маслиново масло, 2 до 3 лажици. Значи, не треба повеќе од 5 минути за да се направи овој намаз. Бибер, значи биберот му дава страшно добар шмек. Да. Така, малку сол, солта минимално, ќе додадам малку макдонос и после тоа младото крумитче на крај ќе го додадеме, само да ја соединиме смесата. Може? Може. Ако може да добием еден сат. Ето тие, сат? не, еве ги овие што ги Овде. подготвивме за декорација. за декорација, така. Сега овој рецепт не е со жолчка Ова претежно, не е со нели? жолчка. Многу повеќе жолчка. Што може овдека да се додаде? Значи, јас ќе додадам сега младо кромече, нешто што потсетува на пролет и на Великден. Меѓутоа, по желба, доколку вообичаено јајцата ни се намирница позната за доручек и за вечера, меѓутоа овдека може да се додаде ако сакаме малку појак појадок и некој малку исецкани мисиркини гради или сланина може. Значи тоа е веќе по вкус и по желба. Добро. Меѓутоа, мене ми е навистина краситка с вкусот, доколку додадам младо кромитче или перцата од власец. Оној див кромит, така. Колку може јајцето да го покачи холестеролот? Тоа е индивидуално, значи, ајде малку да разграничиме дека холестеролот не доаѓа секогаш од храната. А всушност нашиот црн дроб во текот на денот постојано создава холестерол. Доколку внесуваме храна која што содржи повеќе холестерол, црниот дроб е тука како одбрамбен механизам да направи баланс. Значи он нема да лачи повеќе холестерол бидејќи примил од храна. Во главном правена е некоја студија каде што 70% од популацијата која што била консумирале 5 недели јајца, кај 70% немало никакво покачување на холестеролот. Кај 30% минимално покачување, додека, затоа ја напоменав преска, доколку имаме генетски потенцијал за хиперинсулинемија, во тој случај треба да се внимава. Јајцето е богата намирница со холестерол, се содржи во жолчката, значи содржи околу 186
3 или 6, не ме паќате точно за збор милиграми, значи содржи холестерол. Меѓутоа, јас си стојам на ставот дека не влијае директно на покачувањето на холестерол. Меѓутоа има и добар холестерол. Има и добар холестерол, така. Друга пак студија покажала дека консумација, дури млада популација, консумирала јајца исто 5 недели, значи за да видиме ние ефектот од некоја храна мора одреден период да ја консумираме. Значи во очиле дека го покачува добриот холестерол и имаме тука заштита од кардиоваскуларни заболувања. Така да, за не случајно јајцето го викаме и супер намирница. Да. Содржи холин. Холинот го спомнавме преска дека е намирница која што ретко се наоѓа во храната, на организмот му е потребно особено за клетките на мозокот и за други биолошки биофизички процеси кои што се одвиваат во организмот. Така да јајцето е идеален извор, особено нели рековме јајцето од препелица. Да. 48% од дневните потреби може да ни овозможи. Так. Ептен сакавме се за јајцето да споменеме, имаме и студии извадени, нели, подготвени сме тотално, но и со рецептот да продолжиме втор, така ли? Ајде. Значи ова е малку неспецифична комбинација, ме Добро. прашуваат дали туна и јајце иде. Иде. Така видите дека иде. Така, да. Значи, пак ќе спомнам за појадок како е. Појадокот треба да биде малку појак. Опа, тука е. Добро. И може комотно да се мешаат овие две намирници. Добро, овде оди Значи идеме дозирањето како? 2 јајца тврдоварени. Зошто тврдоварени? Еве и тоа ќе го спомнам, значи многу пати прашуваат дали ќе се заштитам од холестерол доколку јајцето го пржам меко или жолчката ако не ја пржам. Значи тоа е веќе по вкус, меѓутоа не се препорачува. Зошто? Затоа што кај кокошките отпорни се на една бактерија која што се вели салмонела, меѓутоа човекот не е отпорен. Поради зараза и детоксикација, интоксикација односно со салмонела, не се препорачува меко варено јајце или јајце со мека жолчка. Значи, затоа велам, еве и препорака моја е јајцата кога ќе се вапцат да бидат тврдоварени. Затоа што рачунајте, ако ги чуваме ние во ладилник, може на пример да издржат од 5 до 7 дена. Тоа е периодот кога треба да се исконсумираат. Меѓутоа, ние вообичаено корпите ги чуваме со Сега за јајца. Великден ни се намаса, нормално ни се да се корпите, видат од така. домакинката. Автоматски се крати и неговиот Колку рокот на може да траење стојат како такви 2 на до 3 маса? дена. 2 до 3 2 дена. до 3 дена. А овие великденски не може малку повеќе? Не може. На маса не. Затоа, значи, поради тоа моја препорака е еве овие намази да се искористат, особено со скршените јајца. Сега рачунајте веќе има пропустливост. Влегува воздух, влегуваат микроорганизми и така натаму и може да доведе до расипување. Добро. Ја Со тоа што ако постепено- сакаат малку подолго да нели да добијат на денови за конзумација, нели веднаш да се обработат вака и во фрижидер. И во фрижидер, да. Сега ќе се обидам, дел по дел кромидот после ќе го ставам, затоа што Да не не знам дали имам преполнина, доволно место во ова блендерче. Светско не е. Ајде. Сега ќе можеме кромитче малце да додадам. Поглавном тука иде околу половина главица црвен кромит. Зошто црвен кромит? Затоа што секогаш ги форсираме овошјата и зеленчуците кои што имаат интензивна боја поради полифенолниот капацитет и антиоксидантите кои што ни ги нудат. Сега, кај јајцето, уште нешто ќе напоменам, значи содржи 2 големи антиоксиданти, тоа се лутеин и зеаксантин, тоа се од групата на каротеноиди, кои што обично ги наоѓаме во растителната храна. Меѓутоа јајцето има таа привилегија, особено жолчката од јајцето, да ги содржи тие 2 антиоксиданти или каротеноиди, кои што се одговорни за нашата острина на видот, значи ја чуваат нашата макуларна деградација и значи се складираат во мрежницата и се одговорни за нашиот остар вид. Значи ако сакаме и видот да си го сочуваме, ете уште една причина зашто да консумираме Многу јајца. бенефити, да.
колку го изблендиравме толку. Да, да не губиме Да, многу да време. не губиме многу време, така. По желба домаќините Така. можат и домакините, нели сите оние само. кои што ќе го приготвуваат овој намаз, можат да си го изблендираат. Значи до убава структура треба да дојде, Јасно. меѓутоа и секако мене лично па и не ми пречи вака парченцата ако се присутни. Дури по-декоративно изгледа. Па, да мачкаме. Да мачкаме, да, секако. Не е само за гледање. Така. Така, Ето само така, да- еве, јас овие белки ќе ги пополнам. Значи, може и некоја ваква декорација да се направи, да. Добра идеја. За Така. трпезата. Така. Добро. Сакам пред крајот на разговорот, нели, малку да. и да апелираме и малку да обрнеме внимание и на оние кои што постат, нели, Така. долго време Така. околу, нели, Внесот на јајца. внесот и на јајцата генерално, но и на храната, нели, треба да се внимава да не биде се нагло. А посебно на јајцата заради тоа што зборуваме, нели, за нив, па да се насочиме малку и на тоа. Добро. Кои се твоите препораки? Моите препораки. Значи, како и после секој пост, така и после Великденскиот пост, бидејќи и Великденскиот пост го сметаме и за малку построг пост, каде што имавме ограничено внесување на риба и масло, што некако нутритивно не се сложува многу со. Меѓутоа, добро, сега во верските обичаи па и не можеме некогаш да се мешаме. Особено бидејќи оваа е недела каде што велиме дека се пости без масло, исцрпувачка недела, значи нагло да се внесат масти е шок на организмот. Ние и да преминеме на одреден ригорозен начин на исхрана, правиме шок на организмот. Поради тоа, постепено, секогаш велиме барем да се почне со едно јајце, со малку млечни производи, да не се претерува, значи да не правиме наеднаш внес и на сега јагнешкото, еве пред малку разговаравте на таа тема. Да. Значи, да не се прави претеран шок на организмот. Па не мора уште првиот ден да се внесуваат заситени масти и така натаму. Заради тоа, значи, 2 до 3 јајца во текот на денот се сосема доволно. Еве, дескато. Нема проблем. Чисто за декорација, веќе кога... Јас од оваа страна. Кога ќе- навлего во декорирање, Ако, ајде, ако. малку е... Мал придонеси од моја страна. нели? Одлично. Така. И малку да забрзаме, нели? Така. По времето. Еве, Ето, така. нешто што подсетува на пролет, роквичките. Така. Сега едва чекаме да... мислам, подготнувам веќе 15 минути, значи овде треба веќе да завршиме. Добро, ето така, одлично. Се погоди рецептот, се погоди разговорот. Бога ми, така да. Мислам дека беше корисно. Не, Да. Сигурен сум дека им беа корисни сите овие совети на нашите ценете гледачи. Се разбира, гледавме да биде, нели, се поврзано со јајцето, да, нели, ви помогнеме околу дегустација, односно како да си приготвите нешто со оние вишок јајца Така, кои што да. ги имаме во секој дом. И се разбира сето тоа да биде на интересен оригинален начин. Ако имаме рецептата, може да ја појавиме. Ако е готова, ако нешто пропуштивте, знаете, почитувани гледачи, дека можете и овој рецепт да го најдете на нашиот YouTube канал Утринска на Телма и се разбира во целост да си го проследите разговорот, се она што ви е потребно, начинот на подготовка, како на овој, така и на сите останати рецепти кои што ги работиме во склоп на нашата утринска. Ти благодарам. Благодарам. Среќни празници, се најубаво и поздрав до гледачите. Така е. Среќни празници, здрави, живи, весели. Така е, така е. И да се гледаме за Да убаво. се гледаме за убаво, е. така. Почитувани гледачи, Кузблок реклами, па се гледаме со следниот гостин, бидете така.